Трпе Инвест Охрид. Вкусно! Во Основниот суд во Струга моментално има само еден судија кој постапува по кривичната материја, додека во Охридскиот суд има тројца кривичари. Недостигот на судии во македонските судови се продлабочува, а тоа се почесто се одразува врз ефикасноста на судските постапки. Новиот предлог закон за судови според адвокатите содржи неколку позитивни решенија, меѓу кои реорганизација на судската мрежа и можноста судиите да ја продолжат својата работа до 70 годишна возраст, но адвокатите предупредуваат дека без нов судски кадар тешко ќе може да се очекува поголема ефикасност. Мислам дека новиот закон нуди решенија кои може да ја подобрат ефикасноста во судството. Ние имаме судови каде што навистина има мал број на суди, голем број на предмети и тоа што се продолжува можноста до 70 години, мислам дека е добро решение, затоа што и сепак секоја година самиот судија се одлучува дали е способен, но и тука има проверка и од судски совет. Новаковски смета дека недостигот на судии не може да се надмине само со реорганизација на судската мрежа. Според него потребно е да се овозможи искусни адвокати да бидат избирани за судии, бидејќи токму тие можат да помогнат во надминување на кадровскиот дефицит. Навистина не гледам друго решение. Има многу спремни млади адвокати кои сакаат да, како сегде во светов, од секогаш лобито судско обвинителство ги зема адвокатите. Ниту може во обвинителство, ниту може да се пријави во суд. Мислам дека тоа ќе го надмене тоа решение. Нека не видиме заложници на некои решенија кои се преку академии, преку тоа, затоа што јас сметам дека адвокатите имаат големо искуство, а судија покрај знаењето треба да има големо животно искуство, бидејќи одлучува за судбини на луѓе. Од Министерството за правда признаваат дека недостигот на суди и јавни обвинители и стручен кадар е еден од најголемите проблеми во правосудството. Велат дека токму затоа се подготвуваат законски измени кои ќе овозможат повторно да започне приемот на нови кандидати во Академијата за судии и јавни обвинители. Свесни сме за таа состојба е наследена. Имаме недостаток на суди и јавни обвинители, но имаме и недостаток на стручен кадар. Недоследностите во сегашното законско решение бе една од причините поради кои управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители ја поништи таа скандалозна 9-та генерација. Поради тоа ни е потребно донесување на новиот закон за да може да се распише нова генерација. Законот е во владина процедура и очекувам во брзо време да биде проследен во собрание и донесен, за да може управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители да распише нов оглас. И додека адвокатите бараат поширок пристап за избор на судии и поголемо отворање на системот за искусните правници, од Министерството за правда уверуваат дека новите законски решенија ќе создадат услови за пополнување на испразнетите судиски и обвинителски места. Во галеријата на икони во Охрид денеска беше представена мозаичната икона Исус Христос на престол, еден од највредните споменици на византиската уметност, по повод 75 годишнината од основањето на националната установа Завод и музеј Охрид. На свечената презентација присуствуваше и неговото високо преосвештенство митрополитот Дебарско-Кичевски господин Георги. Станува збор за пренослива мозаична икона од 14 век откриена во 1960 година во црквата Света Богородица Перевлепта во Охрид. Таа представува исклучително редок примерок од византискиот период и има голема уметничка, историска и духовна вредност, сведочејќи за значењето на Охрид како еден од најважните духовни и културни центри на христијанскиот исток. На настанот посетителите имаа можност одблиску да се запознаат со историјата, символиката и уметничката вредност на ова уникатно дело, кое представува значаен дел од богатото културно наследство на Охрид.
Пожарот што вчера избувна во близина на селото Долна Белица Струшко е ставен под контрола благодарение на брзата интервенција на територијалната противпожарна единица и другите надлежни служби, со што беше спречено негово понатамошно ширење кон селото за Грачани. По повеќе часовна борба со огнената стихија, дел од пожарникарите побарале медицинска помош. Нив во Струшката општа болница ги посети градоначалникот на општината Менди Кира, кој им посака брзо закрепнување. Според него сите пожарникари се надвор од животна опасност и се чувствуваат добро. Од општина Струга информираат дека постојат сомнежи оти пожарот е поврзан со новоформирани диви депонии во овој реон, а не се исклучува ниту можноста да бил намерно предизвикан. Општината најави дека ќе продолжи да соработува со надлежните институции за утврдување на причините за пожарот, како и за спречување и санкционирање на вакви случаи во иднина. Општинската организација на Црвен крст Охрид и оваа година ќе ја реализира традиционалната крводарителска акција Плаошник по повод празникот Свети Климент. Акцијата ќе се одржи во спортската сала на Основното училиште Свети Климент Охридски. Во сабота на 8 август крводарителската акција ќе се реализира во периодот од 19 до 24 часот, додека пак во недела на 9 август граѓаните ќе можат да даруваат крв од 10 до 14 часот. Од Црвен крст Охрид ги повикуваат сите хумани граѓани да се приклучат на акцијата и со дарување крв да помогнат во спасување човечки животи. Во недела на 9 август со почеток во 19 часот и 30 минути на стадионот Билјанини извори во Охрид под мотото Силно светнал ден ќе започне музичкиот караван по повод 35 години од независноста на Македонија. Според најавата, преку мултимедијален музичко-сценски спектакл кој обединува музика, глума и танц, ќе биде представена приказната за 3,5 децении независност со осврт на најзначајните историски моменти, предизвици и достигнувања. По Охрид караванот ќе продолжи во уште 10 градови низ државата, ќе заврши на 4 септември со завршен перформанс на плоштадот Македонија во Скопје, на кој е најавено учество на повеќе од 120 уметници. Фитнес фактори ви донесува метео. Денеска во Охрид времето беше сончево и топло со мала до умерена облачност. Максималната дневна температура достигна до 33 степени. Утре во Охрид времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Утринската температура од 17 степени, а максималната дневна ќе достигне до 35 степени. Во Македонија утре температурите во интервал од минимални 12 до максимални 39 степени. За време на викендот и во текот на следната седмица ќе се задржи сончево и многу топло време со појава на мала до умерена облачност во текот на денот. Во попладневните часови ќе има појава на локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд и ретки грмежи.